Ако се појави асиметрија на лицето, слабост или одземање на едната страна од екстремитетите, потешкоти во зборувањето, или не се разбира за што се зборува, ова се симптомите кои укажуваат дека е на повидок мозочен удар. Невролозите алармираат, на граѓаните им е потребно поголема едукација во врска со мозочните удари, бидејќи голем дел од нив не ги препознаваат првичните симптоми. Тие едноставни прости реченици не можат добро да ги изговарат. И трета работа е да се види дали двете страни од телото со едноставно подигање на рацете, да се види дали двете раце може да се држат на иста висина подолго време или едната рака, тоа обично е страната каде што имаме мускулна слабост и за која што ќе кажеме дека е паретична или плегична, да се примети дека таа страна воопшто не може да ја дига или дека има ограничени движења во таа страна од телото. Генетските предиспозиции, брзиот ритам на живот, несоодветната грижа за сопственото здравје, како и климатските промени, влијаат за зголемување на бројот на пациенти со мозочни удари, кој во изминатиот период е се поголем. Бројот на пациенти расте, а во меѓувреме се намалува и старосната граница. Просечната возраст за добивање на мозочен удар по статистиките се движи некаде помеѓу 35-та и 65-та година, меѓутоа за жал има тенденција на намалување на возрастната граница, така да имаме и млади со мозочен удар. По инфарктот на срцето, мозочниот удар е втора причина за смртност, а статистиките покажуваат дека годишно околу 2000 пациенти во земјава умираат или остануваат инвалиди токму поради мозочниот удар.